Почитувани слушатели на македонската радиопрограма 3 пати Z, еве уште еднаш имаме можност и тоа сме радосни што имаме професорката Ванковска и овој пат за интервју. Овој пат е веќе и собра 10.000 подписи како кандидат за председател на Република Македонија. Професорке, добар ден. Добар ден и благодарам на поканата. Еве сега интервјуто ќе го започнеме вака малку професорски. Јас од оваа страна како професор, а вие од таа страна како ученичка. Јас ќе прашувам, вие ќе одговарате. Така е. Такво е времето и прифаќам. Така, како прашање ќе поставам, ќе ги... Кога сум се нафатила на оваа работа, значи жешкото столче треба да ми стане навика, сите ќе прашуваат и новинари, и јавност, и гласачи, така што ете, тука сум, повелете, пукајте. Пукај бе, братучет, нели? Братучет, така. Да. Ајде најнапред на моето прво прашање за вас е, ги собравте тие 10.000 подписи, сте во 7-те кандидати. Како беше изборот и дали сте задоволни од Државната изборна комисија? Дали беше реален тој, мислам, таа структура за собирање на 10.000 подписи, бидејќи често пати ние знаеме да потврлиме? Генерално не можам да бидам незадоволна ако зборуваме за структурите, за државните институции. Друго се односите, нели, на против кандидатите, начинот на кој се собираа подписи. Не сакам во оваа прилика да инсинуирам и да биде тоа сватено погрешно, меѓутоа, знаете, ако ви приоѓа обичен граѓанин на улица на тие штандови, прашува колку нудите, тогаш сваќате дека има некакви понуди, дека на некои други места нешто се нуди за подпис. Значи, ние мора да сме реални, живееме во едно сиромашно општество, во едно општество во кое луѓето се снаоѓаат на разни начини и сакам да кажам, имаше индикации дека надвор од оние машинери, наредби, планови, распореди, автобуси со кои се носеа луѓето од рурални средини, од подалечни средини и слично, левица со своите скромни, ама енергични капацитети успеа да собере подписи онолку колку што е потребно и сметам дека непотребно медиумите особено прават анализа на тоа кој колку подписи собрал и за колку време, како да е тоа некаква индикација на моќта и популарноста и слично. Значи, јас сум им бескрајно благодарна на тие преку 10.500 колку беа граѓани кои со своја волја, значи сами, самостојно, неорганизирано си отидоа во канцелариите, ги собравме, и сега почнува битката. Практично вртиме нов лист, ова е зад нас, чекаме Државната изборна комисија да ни ги издаде уверенијата дека се е во ред со списоците, тоа некаде ќе биде околу 19 и од тој момент сме формално и кандидати, почнува на 4 април и кампањата. Јас едно подпрашање, не знам дали ме следевте на Фејсбукот, напишав или рил го ставив, дека ако Македонија еден ден пропадне, виновни ќе бидат медиумите. Мојата забелешка доаѓа од таму што 15 чинам бевте кандидати во првиот круг, од тие 15, 7 завршивте. И секогаш на македонските национални телевизии беа отфрлени овие другите на некој начин. Не се даде равноправност, дали човекот е способен или неспособен. Не беше тоа важно. Важна е правдата. Важно е она да сте пренеси дека толку и толку и овие се луѓето. Ние гледавме слики од одредени личности од вас, а тие другите ниту ги видовме, па ниту слушнавме нешто за тоа. Апсолутно се сложувам дека е тоа не фер третман кон граѓаните, затоа што јас верувам дека во демократијата
секој полнолетен граѓанин, нели, кој е носител на бирачко право, има право да гласа, ама и право да биде гласан, да биде биран. Секој од тие што се нафатил, си ја зел белјата, да кажем народски, тргнал по еден тежок пат, без оглед на овие големиве што се фалат дека за неколку часа народот се разбудил и полн со ентузијазам отишол да се потпишува, не е така, во реалноста не е така. И јас изразувам почит за сите овие кандидати кои не успеа, кој колку собра подписи, направи некаков демократски чин. Јас тоа го почитувам, толку сме колку што сме, значи тоа не е резултат, тоа е резултат на многу фактори. Меѓутоа, медиумите може, а барем знаете, да направат некакви куси репортажи со тоа што на секој од тие личности им дадеше по некоја минута. Дури се случи еден, да речам, толку немил чин, да еден професор во пензија, Томе Николовски, кој мој бивши колега од филозофскиот факултет од психологија, 18 години во пензија, целиот вознемирен ми се јавува на телефон да ми каже дека го шират медиумите неговата биографија, фотографија и слично, и дека тврдат дека е тој кандидатот. Излегува дека станува збор за друг Томе Николовски. Човекот беше толку вознемирен, возрастен, со добро здравје, знаете. Јас интервенирав во неколку редакции, замолив ако можат демант, односно извинување кон стариот професор кој не е тој. И сега знаете, бивате изложен на подсмев, тој не добил ни еден подпис, ни жена му не подпишала за него. Мислам, многу злобни коментари, а станува збор за сосема друга личност, и при тоа таа личност си ги повлекла документите. Така што, ето, тоа е таа работа која заврши. Се ќе видиме сега и поважно како медиумите ќе се однесуваат кон официјалните кандидати, и тука уште имаме нефер однос, веќе тоа се чувствува на сцената. Видите, кога зборуваме за правично пренесување, мислам, еве и ова интервју ќе биде жестоко. Јас нема да ве поштедам од прашања кои се во интерес на македонскиот народ, македонската нација и за нас, македонците кои сме во иселеништвото. Еве, моето прашање е околу нас иселениците. Ние ги немаме документите за гласање, ниту пак информации. Еве, јас направив неколку обиди да го добијам и директорот Таштевски, не можам да го добијам. Сега, се чувствуваме ние обесправени од собствената мајка Македонија. Како ние, што можете вие да помогнете, барем ако не можете да смените нешто, барем може ли нешто да го објасните тоа? Како вие го гледате овој пропуст? Видите, она што е во наши раце, ќе речам наши, затоа што левица навистина се труди околу и председателската и парламентарната кампања, е да ги споделиме информациите веќе на веб страницата на левица, на социјалните медиуми, значи одговараме на таквите прашања. И сега, знаете, она што е законска норма и овој пазар што се прави не во 5 до 12, туку во 12 и 15, не знам како да го наречам, дека сега као може со истечени документи, ама не подолго од 9 месеци, па се натегаат, па Талат Џафери вика не, мора да се извадат граѓаниве, не интересира. Како, значи, постои еден тотален хаос дури и за граѓаните кои се во Република Македонија. За иселениците ова деградирачки, особено сега ако знаеме дека особено во парламентарниот циклус тоа е изборна единица, односно може да даде пратеници, нели? И тоа е нешто што ги онеправдува. Така што целиот изборен процес ми се чини почнува под тешка сенка на не само неспособна држава, туку дури држава која може би прави инженеринг околу третманот на
своите граѓани и селеници, затоа што еден од кандидатите го видовме како со личен ангажман отиде во Швајцарија, Германија, каде ли беше во Европа. Да, Османи беше, Бујар Османи. Бујар Османи отиде да помогне. Сега, знаете, заклучокот сам се наметнува, јас да не го констатирам, меѓутоа од тука веќе, знаете, вие имате личен интерес во изборниот резултат и одите помагате кој да добие документа, кој не. Јас тоа не можам да го направам. Тој како министер тоа може да го прави, па уште бара ветинг. Што да ви кажам? Ние се чувствуваме деградирани и втора класа македонци, бидејќи знаете вие, односно тие што ги носат законите и што го менуваат уставот, дека иселениците, етничките албанци се во Европа, македонците се многу далеку во Австралија, Канада и Америка. Ние не можеме да си дозволиме да дојдеме само за пасоши и да вадиме пасоши, дали ќе ги добиеме не знаеме, било какви документи. Мислам, тотално сме обесправени како црнците во Америка до 60-тите години. Разбирам, да, сосема во право сте со тоа што ајде да одиме чекор назад кон корените на проблемот. Оваа работа, кога некој од нас укажува дека Преспанскиот договор не е само тоа што го гледате, ајде името ќе го смениме, туку повлекува и конкретни, реални, вистински проблеми за граѓаните. При тоа имате работа со една власт која самата брзаше да имплементира, од бришење на шахтите и овој символот што го имате зад вас, до покажување на една таква покорност, што мене ми е несватлива. Дури во овој момент кога се зборуваше како да се реши проблемот, нели, за сите, и за нас тука, и за вас таму, целиот страв е како ќе реагира Грција, како ние ќе го прекршиме меѓународниот договор. Јас тој легализам не го разбирам, бидејќи, знаете, живееме во свет во кој се крши повелба на Обединените нации, чуда се случуваат, војни се водат, а овие нашиве фатиле да го бранат легалитетот на Преспанскиот договор. И тука ја не гледам државничка позиција, волја во смисла дека моите граѓани, нашите граѓани тука, таму, каде и да се, тие имаат приоритет. Ние мораме да ги штитиме нивните човекови права. Дали е тоа вашето право на движење, на слободно движење, да дојдете па да си се вратите, или јас да ви дојдам па да можам да се вратам. Значи, дали тоа право, дали гласачкото право, тоа покажува држава на која нас не третира како поданици. И ова што го рековте, граѓани од втор ред, бога ми, се однесува на многу поголема категорија луѓе. Па да, како африканците што беа во однос на американците. Па сега ние сме помалку палестинците на Балканот, што да ви кажам. Ако сакам да бидам брутална, ќе кажам, да, нас не изложуваат на физички геноцид, меѓутоа духовен, културен, етнички, национален, тоа го живееме веќе неколку години. И уште на крајот излегува иронија, права иронија е да ние сега всушност и се секираме ако немаме нов документ со Северна, па нели, бидејќи од тоа зависат некои работи, и не тераат дури и да доброволно се радуваме, леле, добив пасош со Северна или лична карта. Јас тоа тешко ми е да го прифатам, иако реалитетот на состојбите е тој. Меѓутоа, јас се надевам дека ќе дојде ден во кој повторно некои ми забележуваат, велат повторно ли редови ќе чекаме, па ако треба да чекаме редови за Република Македонија, ќе чекаме тоа со задоволство и ќе гледаме државата да е средена. Ние гледаме, одовде гледаме дека не сме пожелни, па и многу тешко е дека никога не можеме да добијаме една лична карта или еден пасош, како еден човек би се осудил да ја продаде оде куќата па да се врати назад или да внеси неколку милиони ако ги има од бизнесмените. Впрочем, за тоа во некоја друга прилика ќе зборуваме. Да се вратиме назад на претседателските избори.
во јавноста често пати се зборува, односно табу тема дека многу сте на број 7-15, па дојде до едната поделба, етничката поделба. Албанците имаат свое тргло, така да кажем, свој круг, каде што имаат двајца представници, едниот на ДУИ, другиот на опозицијата. И од македонска страна имате уште 5 души, велат дека се дробело, се ситнело гласачкото тело, или се правила штета, или пак, јас да прашам, може би ова е и позитивно, не знам. Што мислите? Видите, гласачкото тело, за жал, не е гласачко тело на една македонска нација во политичка смисла на зборот, на она што го викаме демос, така што таа етничката делба, дури и албанските кандидати знаат дека е ова предигра за парламентарните избори, ќе си ги одмерат гласовите, агендите ќе си ги представат и слично, и тоа е жално, дека како да е тоа нешто издвоено и кој нема реален ефект, освен во вториот круг, ако почне она со контингенти, и тогаш ќе се доведеме во ситуација да се прашаме дали одново албанците се оној фактор што избира председател на држава. А дали албанците се тие кои одлучуваат за владеачка коалиција? Под кои услови, со какви уцени, со какви барања, бидејќи практиката покажува, не е ова дека е шпекулација, дека сега не е нешто... Да, професорка, впрочем, мислам, треба да сме отворени, јас ќе кажам дека и коалиционите идни партнери на ВМРО-ДПМН отворено бараат федерализација на Македонија и отворено бараат албанскиот јазик да е внесен во уставот и меѓународен. Видете, тоа е сериозен проблем, особено за ВМРО кој настапува триумфалистички уште од овој момент, уште од сега се прогласија за апсолутни победници, така действуваат во јавноста и сето тоа. Ќе биде тешко и за нивната кандидатка, и за нивните пратеници во парламентарната борба, како ќе го убедат гласачот дека нема откако ќе заврши изборниот, да речам, оној ден, да почнат да прават непринципиелни коалиции, отстапки и слично, особено кога, велам, од другава страна, ние не гледаме изблик на нова понуда на албанскиот политички блок, која би била демократска, граѓанска, која би сакала да ги надмине етничките делби. Напротив, тие одат кон либанизација на Македонија. Јас тоа одговорно го тврдам, бидејќи тој концепт на таа консоцијација, power sharing, поделба по клуч, овој ќе биде председател, овој ќе биде подпредседател, тоа е познато од Либан и од многу други места. Така што македонскиот граѓанин треба да размисли за севкупната слика, кој што му нуди и што му ветува на изборите, а што реално ќе се случи на денот потоа. Јас сум тука во многу комотна ситуација, морам да признам дека бидејќи сум поддржана од една партија која не вели ние ќе победиме, туку се бори, да речам, и машки и женски, да го кажам тоа, со сите средства, меѓутоа, ние немаме, јас немам тука со кого да калкулирам, дали на едниот кандидат ќе му го кажам ова, на другиот оноа. Значи, јас ги зборувам работите такви какви што се, без ограничување дека со некого ќе морам да правам коалиција. Нека му мислам што ќе прават. Политичките гладиатори веќе во медиумите изјавуваат дека Билјана Ванковска како фиданче излезга во Гранка, изртивте вие од плодната земја и како дел сте на СДСМ. Тоа се, не знам дали да се смеам, затоа што... Како копче изртивте, да. На мои години тешко се изртува допрва, значи јас сум зрела личност. Така што тие што ме знаат и тие што ме следат, знаат дека сум имала и имам левичарски убедувања, меѓутоа член на партија не сум била, не сум измеќарувала никому, како што се обиде да би го тоа наметне председателот на ВМРО-ДПМН. Покасно тоа прашање ќе го коментирам. Добро, сакам да кажам дека
зошто еднаш македонскиве лидери и политичари не дозволат дека на политичката сцена може да има вистинска конкуренција. Јас ќе бидам вистинска конкуренција затоа што јас ќе бидам сама против 6 души. Значи, јас тоа неколку пати го кажав. Мојата понуда, моите позиции, моите предлози се веројатно радикални, така ќе бидат третирани, може ќе ми лепат и некои други етикети, меѓутоа јас сум спремна да го нарушам оној статус кво и она приказ на НАТО, ЕУ, само што не сме влегле, дај да смениме устав, дај ова, дај она. Значи, кај мене веќе, знаете, доаѓам со една отворена платформа во која велам стоп, доста е и ајде да свртиме нов лист. И доста слушаме амбасадори. Ако сакате амбасадорите да ви бидат премиери и председатели на држава, продолжете понатаму, овие ќе одат на консултации. Јас нема да одам на консултации во ниедна амбасада. Си имам програма, имам јасна цел, имам јасни позиции. Дали граѓаните ќе ги прифатат, од нив зависи. Меѓутоа, не можат да ме туркаат ниту во едниот кош, ниту во другиот кош. Впрочем, ако Мицковски ме спомна само мене и Акимовски, се прашувам зошто Максим Димитриевски му е толку симпатичен. Дали може би со него има некаков договор, а тоа е другото лице на СДСМ. Така што приказате за широка коалиција која може да настапи по изборите од типот на ВМРО, ДПМН со едната страна на СДСМ е нешто што може би вреди да се размисли. Не, сакам да го одделиме тоа. Сега е првиот круг на председателски избори. Ако влезете во вториот круг, тогаш веројатно ќе има нешто. Но ако не влезете во вториот круг, како ќе наштетите на некоја политичка партија, без разлика која е? Како? Па никако не можам да наштетам ако го користам моето демократско право и тоа подкрепено со граѓански подписи, да излезам со програма во која велам ќе правиме ова, предлагам да правиме ова, и одберете си дали ви се допаѓа тоа што го зборува Билјана Ванковска, дали е доволно убедлива, дали тоа што го зборува има смисла, дали сакате да... Затоа што мојата агенда е повик на борба, морам да кажам. Ова не е повик на ајде козметички, ќе правиме длабоки реформи, па не знам, ќе се европеизираме, па копенхашки критериуми. Јас таа приказна нема да ја кажувам, затоа што 30 години ја кажуваат и знаеме до кај стасавме. Така што ја не гледам како некому би му наштетила. Едноставно ќе има промена во политичкиот наратив, ќе има промена во политичката понуда која ќе биде радикална. И велам, ако е неприфатлива за граѓаните, нека си седат со овие стариве. Што да можете да ни откриете барем дел од нив во што ќе се разликуваат од останатите кандидати, 6 кандидати? Па, тоа веќе беше и графички представено трите тега кои ја влечат Македонија како држава. Значи, македонската државност ја доведуваат во прашање се Охридскиот договор, бугарскиот и преспанскиот. Ако ние не се ослободиме од теговите, ќе продолжиме да тонеме. Затоа јас сум за, значи, брзо и решително преминување на решавање на овие како да речем, метастазирани проблеми, кои ни цицаат и животната сила, и енергија, и воопшто капацитет да бидеме држава. Бугарскиот договор наедноставно се раскинува и дури, за жал, нема да има ефект на онаа француската преговарачка рамка, па таму ќе си имаме проблем со Европска Унија, ама јас на Европската Унија, знаете што би го кажала? Би го кажала она што го кажа Викторија Нуланд во еден од снимените разговори од Украина. Ви текнува, ајде да не бидам безобразна, ке им текне на граѓаните, што Викторија Нуланд и порача на Европската Унија. Мојата порака нема да биде толку вулгарна, меѓутоа ќе се однесува на тоа. Прво решете си ги вие вашите проблеми, а ние сме тука, ние имаме работа за работа. Што би рекол Гоце Делчев, Македонија е најширокото поле за работа. Не ни треба да ораме и да го менуваме, не знам, светот од дома да почнеме. Од дома
ако работиме како што треба и покажеме дигнитет и способност за државотворност, ние ќе се издигнеме и себе си меѓу нациите кои ќе не почитуваат. Ако од Брисел не гледаат од озгора со подценување, како па дури некој амбасадор да се осмели во јавни пораки да кажува, вие морате да го промените менталитетот. Кажете ми како се менува менталитет. Тие сакаат да ни прават инженеринг на умот, па веќе го прават преку академската заедница, преку тврдење дека само тие се во право, сите други се лоши, цел свет е лош, само Западот е добар. Таа приказна веќе не поминува и мислам дека ако сакаме да станеме нација, мораме да се еманципираме од тие што како тутори не водат и не третираат како инфантилни или како деца. Значи, бугарскиот договор аут, преспанскиот има начин не само да се раскине, туку и да не се почитува. Ако грците можеа да не почитуваат времената спогодба, па и суд, па и се, зошто ние толку сме загрижени за тој, не знам, овие што неќе да бидат талибанци и се многу легалисти, нека размислат што ни донесе тој договор и кон што не води. Затоа што двата договора, бугарскиот и преспанскиот, се во симбиоза. Да не се лажеме. Софија и Атина добро знаат што прават, а зад себе имаат ментор. Тој ментор седи во Вашингтон може да и ги во наречеме, Брисел. може да ги наречеме како две магариња кои јадат од едно дрво? Еве, вие го кажавте, тоа јас да не го повторувам, мене ми е мака за дрвото што го јадат, а кој го јаде и како го јаде е болна работа и ми се чини дека овој народ доста трауми преживеа, доста кнедли, жаби проголта. Веднаш би ги распуштила оние така наречени историски комисии кои не само што не прават добро, туку дури од државниот буџет цицаат пари. Ја не разбирам зошто е тоа и кој што заслужил за да ги добива тие дури и месечни издатоци и целото тоа функционира. Но и вие сте подчинети, односно сите ние како интелектуалци во своите полиња. Не се само тие умни. Видете, не можам да речам сите сме подчинети, да се наоѓаме во некаков, да речам, пакет во кој многу лесно ќе ти залепат етикета, дека си националист, дека си ултрадесничар, дека си кој знае што. Меѓутоа, јас немам проблем со такви етикети, нека си кажат, јас сум си македонка која ги знае нештата, ги кажува со вистинско име и конечно, ако сакаме да се лажеме, јас ќе им оставам на останатите 6 кандидати да ќе кажуваат тоа што и досега го кажуваат, јас ќе кажувам нешто поинаку. Охридскиот рамковен договор е оној пак како однатре што 20 години, значи ако за 20 години нешто не дава позитивен резултат, туку напротив ја разградува државата, низините институции, етнизација до коска, до ова што и на почетокот го зборувавме, да вие зависите буквално за се, од избор на председател до избор на обвинител, од некакви етнички пазарења, тоа значи дека нешто длабоко не чини и некои ме третираат дека јас сум била од тие што ќе биле против промена на уставот, ама мислат на бугарите, нели, дека јас ќе бидам во тој патриотскиот блок кој ќе се спротистави и ќе рече не за бугарите. Не, напротив, ја викам нов устав. Овој устав ваков каков што е не упропасти. Овој лепеница, крпеница со амандманите од 2001 година е нефункционален. Овој не води во, уште и ако се прифатат нови амандмани како уцена од двајцава кандидати, нели, за председател, кои во парламентарните тоа ќе го испорачат, промена на устав под нивни услови, тогаш треба да се постави прашањето дали е Македонија држава воопшто, дали македонскиот народ е конститутивен народ на својата држава. И ние ќе бидеме, можеби, единствените кои ќе се откажеме од таа своја позиција да бидеме своји на своето. Мојата парола е, можете да ја видите на Facebook сликата онаа што е, конечно македонецот да одлучува.
а не некој друг да одлучува во негово име. Нека звучи националистички, меѓутоа работата е нож до коска. И веќе од оваа позиција понатаму, јас не гледам излез, туку еве некој треба и ова да го каже. Професорка, навистина можна се радикални, односно напредни вашите ставови, со што мнозинството ќе бидат задоволни да застанете на чело. Особено ние од иселеништвото, поништување што бараме од секогаш на рамковниот договор, на преспанскиот од Нивици и бугарскиот, па и тиранската платформа ја изумивме. Видете, еве деновиве читам дека и слушам и гледам дека го немате тоа политичко искуство, не се ова студентите. Сега од каде Билјана како од професорка, од учителка, и со студентите се ќе застане како мајка на државата и ќе се справи со оние тешкаши од типот на Кисинџер, од типот на Могерини, па сега некои други и така натаму, кои веќе и не постојат сега. Каде е таа Могерини? Каде е тој, како се викаше, што доаѓаше редовно во Македонија? Многу изуми. Мнозина помина, мнозина емисари помина. Сега, веднаш директно ви одговорам, има еден, како да го наречам, новинар, водител на ТВ шоу на кого ќе му гостувам за известно време, кој постојано се подбива со партијата што ме поддржува, па левица ја нарекува девица. И сега, јас кога си се шегувам, ама тоа е полушега, полувистина, или може би доста вистина, јас сум политичка девица. Ако земете така, јас имам толку чист бекграунд и портфолио, можете да го отворите и да барете. Дали сум била носител на функција, дали... И можете ми го земете за зло. Меѓутоа, ако еден мој против кандидат го цитира во своите говори Барак Обама, професорот по уставно право од Универзитетот на Чикаго, кој претходно немал политичко искуство, а стана председател на најмоćната држава, зошто Билјана Ванковска да не може да стане председател? Што беше со професорот Иванов во неговиот прв мандат? Професор кој го поддржа и дел од кандидативе што се сега на листата, нели, како поддржувачи, човекот стана председател на држава. Така што во демократијата, знаете, мене ми е малку смешно дека овие луѓе што 30 години биле носители на министерски позиции, на јавни позиции, градоначалници, не знам, менаџери, бизнисмени и така натаму, тоа си го земаат за плюс. Напротив, јас сум среќна што сум политичка девица и немам зад себе никакви црни петна, имам храброст, повеќе од нив, и мислам дека шансите ќе ги одредат граѓаните. Јас тука немам што да им продавам дека јас сум менаџирала со комбинати, фирми, општини и така натаму, да не ви зборувам за општината во која живеам, па против кандидатот ми е градоначалник истовремено. Така што нека стои таа работа, па ќе се одмериме на дебатите и преку програмите, па ќе се види кој колку вреди, знае, може. Не сум го поставил ова прашање. Не размислувате на санкции од Европската Унија, од Америка и од други држави? Например, раскинување на овие договори што ви кажувате? Видите, јас не ветувам волшебни... Нема да подметнат, например, терористички работи, демонстрации, така, што го направија во 2001 година. Па и 2001 и 2015, 16, тоа Да. беа однадвор иницирани акции, така што може би наједноставно ќе им биде мене да ме елиминираат, така што ќе си го решат тој едниот проблем, меѓутоа ако застане народ зад мене, тогаш ќе си имаат посериозен проблем. И видете, има една изрека, сега не сакам да ја цитирам, затоа што е помалку да речам послободна, страв од ова, страв од она и кога конечно ќе живееме. Значи, ако се плашиме и ако постојано виткаме кичма,
ги видовме резултатите. Ако народот мисли дека сето ова што го истрпевме за 30 години треба да трае уште наредните 20-30 години, нека повели и нека гласа за овие реформаторите. Јас велам доста е. Мислам дека светот се менува и дека овие луѓе како да живеат во некој паралелен универзум, значи санкции може да ни удрат едни, меѓутоа светот е широк. Затоа јас велам мултивекторска надворешна политика во која ќе правиме пријателства, ама пријателства на цена на нашиот национален интерес. Не може ние да правиме отстапки во полза на туѓи империалистички интереси. При тоа доаѓаат тука, те колонизираат и те експлоатираат од Митили Неос до Бехтел и Енка, нашите пари, нашата сиромаштија ја цицаат. Треба да им купуваме оружје од НАТО, затоа што еве Доналд Трамп вика ќе ги сврлам од НАТО оние што не даваат доволно пари. А што е тоа ако не рекет? Тоа во мафијашките кругови и држави се знае што е. Ќе ти создадам проблем, ама ја ќе те штитам ако ми платиш да те штитам. Ако не, ќе те шутам. А за вашиот статус на Фейсбукот да ја направиме Северна Македонија само во Македонија? Предизвика бум, навистина. Не беше оригинално, не беше мој, туку е предлог на еден брилијантен млад човек. Мене ми звучеше трампистички, нели? Меѓутоа, Трамп се подготвува за втор мандат и ние веќе во тие наши варијабли на проценка каде сме, во кој свет и со кого ќе соработуваме, и тоа треба да го имаме. Па видете, ако тие можат да прават Америка голема повторно, ние сакаме само Македонија да си ја вратиме. Она додавката која насила ни ја наметна, да ја елиминираме. Сега, ако тука некој има страв, нека си размисле. Ако е борец, ја пак ќе го цитирам Гоце Делчев. Не сакам да тргнам во битка во која ако ќе се свртам зад себе, нема да видам, односно ќе видам луѓе кои ме напуштиле при првата тешкотија. Да. Ајде да пробаме заеднички како нација да кажеме не. Еве, јас ќе бидам првата, ако има критична маса во овој народ, ако е навистина толку погоден и травматизиран, и не само од името и идентитетот, туку од корупција, од експлоатација, од ова што не прават протекторат, тогаш еве им опција, па да пробаме нешто заедно, затоа што овие вака како што тргнале ќе го прават истото. Ја не гледам што ќе се промени после 8 мај, например. Ако тераме како што и досега тераме. Така. Можна ме интересира изјавата на председателот на ВМРО, на Мицковски. Мислам, јас сметам дека зборот измеќар е многу тежок. Вие сте измеќарка и Стефче Јакимовски одработувате за СДСМ. Сега, како одработувате и зошто таков тежок, таква тешка навреда? Чинам дека е навреда. Веројатно сте и вие навредени од тој таков збор, да измеќерувате. Знаеме што е слајвери, знаеме, тоа е робство. Робство, подавништво, робинка, како да сте робинка, слуга да сте на... Односно, правите квислиншки чин на предавство на некоја нивна замисла и кауза. Видете, не сум само толку... уште да додадам, јас малку иронично ќе го кажам и ова. Зарем една професорка од вашиот тип ќе измеќарува на мисирката овај поранешниот премиер, како се викаше? Димитриевски. Тешко му го памтиме името и се надеваме бргу ќе го заборавиме. Сега вие ќе видите негова измеќарка и на Зоран Заев, една професорка со таков углед што го имате стекнато во изминатите 30 години. Целата идеја на Мицковски, која на крајот на денот ќе се врати на она што го прогнозирав на почетокот на разговорот, дека ВМРО ќе мора да коалицира со некоја албанска партија, на нивните медиуми одамна, уште кога почна процесот или дури и пред да почне процесот на собирање потписи, зборуваа дека јас сум изваден некаков џокер кој
Секој глас за левица бил глас за Дуи. Ај сега па најдете им го крајот од како може да си прават такви математики. СДСМ е едната страна, па потоа зборуваа дека СДСМ и Дуи ми собирале потписи, па се и се што има од тој тип. Зборот измеќар не го доживав како навреда, бидејќи искрена ќе бидам, јас за Мицковски немам високо мислење, никако лидер, никако персона. Тој ме разочара во 2018-та, кога наместо како маж да излезе на улица и да се спротистави на Преспанскиот договор, тој правеше некакви роденденски забави, па Билјана Ванковска голташе солзавец, а тој некаде славеше роден ден на партијата. Така што неговијата средба со историјата пропадна. И сега кога го зборува ова, она што ме погоди, се чувствувам предизвикана да го кажам и јавно, е дека станува збор за неблагодарност. Тој човек треба да се сети дека благодарение делумно, не велам целосно, на Билјана Ванковска, тој во 2019 година имаше одличен кандидат за председател на држава. Јас бев дел на тој тим, Гордана. Јас работев во тој тим, работев деноночно, нема да ви кажам што и како, мојата пријателка ќе се сети како сум ми помагала, колку ми била благодарна, и за тоа сега добивам етикета дека сум измеќар на другиот табор. Така што јас барем очекувам... Значи, вие бевте заедно Давкова... Јас бев дел на тимот, Ванковска, бев дел на штабот. Христијан Мицковски и уште некои други. Кои беа другите? Па видете сега, Горан Момировски, знаете дека беше и официјален представник на тој така наречен граѓански штаб, се тогаш се играше играта дека е таа двојна личност, и партијата и независна, па имаше два штаба, две канцеларии, беше малку сложено. Јас тоа го немам, јас имам левица и стојам со левица и нема тука фолирање. Меѓутоа, имаше тука и професори и луѓе кои работеа. Јас имав еден лавовски дел од таа задача да како интелектуален бекап стојам до мојата колешка. И тоа го направив честно, без размислување, без двоумење, се што се побере од мене го направив, не добив ни едно фала и сега слушам дека сум измеќарка. Затоа и одговорив, да, кога ви бев измеќарка, ви бев добре. Ајде, добро, председателот на ВМРО-ДПМН, Стојан Мицковски, ве нарече измеќарка. Дали професорката, вашата колешка, ви се јаве, барем приватно, затоа што, читајќи ги, следејќи ги медиумите, досега јас не сретнав изјава на професорката Гордана Силјановска Давкова, барем да ви се обрати професорски. Очекував навистина приватно, ние комуницираме и комунициравме се до почетокот на оваа политичка трка. Можеше со еден месенџер да ми напише жал ми е за искажаното или не се согласувам или било што, ништо од таков тип. Може би не ја слушнала изјавата, не знам сега, не можам да тврдам, важно знам дека никаков контакт немавме. Меѓутоа, таа љуби во ТВ емисии да зборува за нашето долгогодишно, 20-годишно пријателство и дури во еден момент да ја спомене мојата покојна мајка, што знаете малку ме вознемири да во политичка кампања употребувате ликови кои не се веќе меѓу нас, за да покажете колку сте биле добри во добри односи, меѓутоа, окей, тоа е тоа. Добро, она што мене ме плаши, јас ќе го завршев сега интервјуто, меѓутоа, она што мене ме плаши е дека повторно ние ќе имаме жртви после изборите. Како што рече и Цуцуловски професорот, што ќе падне, што е наредното што ќе падне ако, например, Ванковска не спречи, ако не излези во политичките води. Веќе оваа гладиаторска борба е влезена во арената. Веќе влеговте вие во арената и сите останат. Тука сега повеќе нема да има пардон.
Ние Видете, видовме да, уште разбирам. оба, професорке, видовме ние Бујар Османи, еден лекар, специјалист, интелигентен човек и така натаму, министер за надворешни работи на конвенцијата е без државното македонско знаме. Што ќе одсечат од македонското тело след нови избори? Видете, улогата што точно знам, затоа што сме блиски и разговараме за тоа, си ја презеде левица, е токму да биде, како да ви кажам, сликовито, ногата која ќе биде подметната, вратата да не се затвори. Некој што ќе може да дигне рачна кочница. Некој кој ќе попречи пазари од ваков вид, како што велите, жртви, концесии, попуштања и така натаму. Значи, балансот на силите во тој парламент ќе биде многу важен, меѓутоа јас сметам дека и човекот кој ќе ја представува државата, исто така ќе може со својот авторитет и со своите овластувања да си се меша во своите надлежности, да си ги врши и да влијае да не дојде до тотално федерализирање на оваа држава. Еве, го потребувам тој тежок збор. Вака како што тргнало, реков, како што мене Мицковски компанија може да ме наречат некој кој ја игра картата за Дуи, јас ќе им вратам дека и вие играте, ако не за Дуи, играте за албанската агенда, бидејќи секој ваш триумф ќе бара отстапки за правење на владина коалиција. Оние четворица, видете професор, оние четворица Касами, Изет Меджити, овој што ја пееше химната, не ми текнува името. Добро, ве разбирам, албанската опозиција. Да, ама мора да направи со некој од нив коалиција. Тие се четири партии во една. Видете, нивната теза, која не сакам многу да ја елаборирам, бидејќи ние си имаме наша приказна, нели, левичарска и наша агенда, сепак е, како да ви кажам, триумфалистичка во смисла на она што и Груевски едно време го викаше, дајте ми 61 пратеник, јас ќе бидам независен и така натаму. Меѓутоа, односот на силите, не само заради Билјана Ванковска, левица постои веќе неколку години на сцената со двајца пратеници, кои беа прави јунаци во македонскиот парламент. Нека ми простат, мене и мојата колешка Силјановска ми се лутеше во текот на изминатите години, секојаш кој ќе каже секоја чест на овие двајца храбри млади луѓе, двајца се, блокираа закони колку што можеа да блокираат. Така што ова прашање за пазарите и зашто ќе треба да им го поставите на овие што ќе бидат во позиција да се пазарат. Јас сум овде од страна на оние кои стојат на вистинската страна на историјата, кои се во состојба, макар со еден председател, што ќе биде многу важна работа, и уште замислете десетина пратеници, да дигат рачна, односно да не попуштаат. Бидејќи ние не сме калкуланти, ние не сме во ситуација да тврдиме дека сме најдобри победници по секоја цена. Не, ние ќе бидеме коректорот. Ние ќе бидеме единствената сламка за спас во оваа ситуација во која ќе се пазарат и ќе се надпреваруваат, ви текнува законот за јазици како го донесоа. Да. Закон за јазици нудеа двете страни, сега да бидеме искрени. Само што Западот на Дуи му шепна, остави ги овие, оди со другите. Така што, ако има еден независен актер на оваа сцена, јас верувам дека е тоа левица која ќе се држи до принципите. А принципите кај нас се македонецот да се прашува за неговата судбина. И тоа го пишува, пак ќе повторам, и на онаа слика, и тоа е она што е наше мото. Ние конечно или ќе си ја земеме судбината во своји раце, или да се откажеме од идејата дека сме способни за држава. Јас се уште верувам дека сме способни и дека онаа храброст која произлегува и од нашите предци, ама и од многу живи луѓе, конечно треба да се материализира. И тука нашата улога не е дека ние некому контингенти ќе му даваме. Напротив, ние ќе спречиме контингенти со тоа што ќе бидеме фактор кој ќе оневозможи пазарење на штета на македонецот. Професорке, јас ви благодарам многу.
дојдовме до крајот на нашето интервју. Навистина можне интересно и кој ќе преживее во гладиаторската арена, ќе преживее. Јас сакам да ве видам со професорката Давкова. Вака, ајде уште еднаш со смеја да го завршиме интервјуто, да се фатите за коса А, и... не. Не, Тоа нема да се мислам случи. политички, сега да не зборувам физички. Не, видите, колешката Силјановска, која, еве, сакала или не, доста често ја споменувавме денес, меѓутоа се наметнува како фаворит, па таа мора да се носи со таа своја улога. А таа во едно интервју кажа дека би посакувала да се најде со мене во вториот круг, а Да, го јас велам, ајде да ја исполниме желбата. И велам на македонските граѓани, повелете да ја исполниме желбата, гласајте за мене и ќе бидеме две жени кои нема да се фатат за коса, меѓутоа ќе покажат големи разлики, иако мнозина мислат дека сме идентични, застапуваме иста теза, ја мислам дека сум ја многу порадикална од неа. Добро, И ви останува благодарам времето. можноста. Така, Да. останува времето да покаже. Ќе ве слушниме, ќе гледаме и на јавните настапи, нормално, од таму ќе го донесеме заклучокот. Ви пожелувам убав ден. Благодарам многу, поздрав до сите што не следеа. Едно.